Се наоѓаме во домот на семејството Николови во Струмица за да заедно го одбележиме 100-тиот роден ден на струмичката моторетка. Така го нарекува своевремено човекот кој што гасеше и палеше во таборот на струмичка Беласица. Тука се и негови роднини, синови, пријатели, представници од фудбалскиот клуб Беласица со цел да се овековечи овој денешен ден кога Чичко Ило, дедо Ило, Николов моторетка полни 100 години. Чичко Ило, како е да имаш 100 години зад себе? А? Како се чувствувате сега кога имате 100 години? Как се на 100 години? Да. Еми, като сите, живот, здрав живот. 100 години. Шеташ ли? Се движите ли уште? А? Се движите ли? Одите ли? А моторетката му вика, как и ти беше? Амо бабе. А сега? И тая е играл с мене. А сега се уште сте моторетка? Моторетка, моторетка. Сега немам, нози немам. От събал до вечер съм тука. Ни лево, ни десно. Ама во срцето е Беласица. А? Во срцето ви е Беласица? Аз в сърцето. Така. Кога почна да играш футбол? Имам златни години с Беласица и да играя. Тук Семенков. Така. Кога почна Чичко Ило прв пат да играш футбол? Първите ми. Кога за прв пат у Беласица отиде? За пръв път топка удрих 22 година. На Трита явора, тук зад казармата отзад имаше 3 явора, там имаше двоица брајќа, турци дојдени. И сега вързага топката, на явор седим и тие двоица турци научават как да играва футбол, как да ритаме топката. Интересно. И от тук почнахме, айде, тут се иде после, почнаваме, основаваме тако велешка жупа. Тук, и почнаваме утакмици. И пеше онаме до Гевгили, пеш. Пеш. Немаше нощ, немаше автобус от тия времена. Пеш, айде. Успешни. Тако, несута, река там, айде, фанаш, айде, Гевгили. Што играше? Шо позиција? Јас ли? Да. Халф играех. Четворка. И вака кој И после у играта, айде, оти, цело време трчах, не седах, а републиката ме кръсти моторетката. Шом трчи цело време, така ти турти име, моторетката. кои надпревари ти беа интересни? Утакмица ни. Да. А у Стругата, тъпахме 5-2. А у Струга. И И вечерта кючеци по масица качуваме радост. И събрайкиме у Струмица. У това. Имаме един град Чуле. да. От Битолчанча беше. И враихме се от такова цяло Битово, когато се прея автобуса. Не го питат колко Чуле от града там, как се живеете децата. Може още, ама доставим се толкова ви. Смех. Чуле ги даде головите. Чуле ги дава на мене бачето игра, а Чуле ги дава головите, пък голгатер беше. А вака на младост играше ли? А? На стадионо? На стадиона? На нашия? Да. Играли сте, он без стадиона. Сега са играли сам. Не беше такова, Сега. да кажем, с вешкачета,
Трябва те да се рачунаш от трябва. А имаше голи, тако, играли сега в Геви, да кажем, гола земна. Много места няма. Штип. Немаш такви игралища. Сарачуш, Белайца, най-хубавото игралище. Дали Беласица и Струмица, дали Беласица и Струмица секогаш се биле најфудбалски град у Македонија? Това е верно. Най-град по футбол Белайца беше. Со кој се дружевте тогаш? Кои се фудбалери беа со тебе? До мене тук е. Големите футболери се рачунаш. Семенкович. Другар. Другар, сите бева другар. Ја го сликам. Ја Така е. Сликата ги познаваш? Кој са ти, Шубе? Јамболо. Тук мал тако вземеш. Така, да. Готово. Тук Да. Мителю, Тралјо. почеш отдоле, Вителю, Траля, тук от Джертовци, Джртевци. Николинчето. тук Николинчето, Траля, така кажаваме, Николинчето, Јамболо. Ямболо тук живееше, горна Кьоша Ямболо, дедета мала. Да. Сакам да те прашам, тогаш се живееше ли за фудбалот? Ами, Идеше ли народ да ве гледа? Пуно. стадиона пукше от народ, не, дали имаше, пукше от народ, публика. Преди време вана карта, за да фана место. Народ, така народ. Значи празник е било тогаш. Препълнено такото трибините, препълнено. Много народ. Абе, плаќаа ли тогаш? Ви даваа пари? Да. За чест и народ. Така, од љубов. Не. Ако даже в Гевгили, кој раме, ти по-фокри футболери имаше, за мал урна. Урна, една топка и лепче, а от црничките в Гевгили. До која година играше фудбал? Јас, Да. до 54-та ли беше? До 54-та, не ли? Да. Така бе, до 54-та. Така пише Историјата. Историјата. Кај влезе у четврта зона. Видях белото знаме. До 35 години важното футболер беше. А зошто се откажа? Дојдеа млади или пак не можеше да? Може хоше много, абе, фан се откажах. Не беше за пари не играе, за Чечеслава и стига толкова. Помниш 100 години? Сега. Да. На што се дължи толку многу години зад тебе? Заради Да, футбол. 100. Заради фудбол или што? Сто. Ама заради фудбол ли? Ти много може 100. Много ки почна. Много ги почне. От много ки почна. Браво. От 100 Па нагоре килограм. Болки, здравствени, имаш нешто? Аз съм съседно се боли. Така е. Да те вклучам тебе, Чичко Митко, зборуваше ли Чичко Илија матуретката за фудболот? Вака малку да се подсетите вие како семејство овде. Јас прво ќе кажам за таа населба што е тука. Да. Нашата населба се вика Бабјак населба. Таа е меѓу најмалечките населби во Струмица. Добро. А кажи речи, секој кшта е извадила фудболер во таа населба. Така. Од некои кшти има излезено по двојца, по тројца фудбалери. Од нашата кшта се излезели четворујца. Неговите тројца браќа и јас. Така. И сега да набројам, може некои ќе испушам, да кажеме од таа нашата таа улица. Да. Тук се биле они тројца браќа, јас, Джртев, Бомбаш, после ќе земаш Джилито, Ефтимов, Влао Тимото, па Джртев, па Сулеманов, ти не го знаеш, Зијата, па брат му Авниита, па тука Мојсей
Мурар Салиев, Жонглер. па Жонглерови, Джигиче от тука. Цела мало. Ти не ги знаеш. Сите. Тука троица браќа Касеви, троица браќа Семенкови, тука Николинчето, Комаро. Комаро Ицто, Јамболо, Што ви Милан викаше, што ви Василев. викаше кога бевте таа генерација на фудбалери? Што совет ви даваше Чичко Илев? Ние имаме тука у двору една калдарма и јас се сеќавам се како дете, 5-6 години, ќе кажеш, ајде да шутираме. Он ќе застане на врат, јас тука и тука ма учеше да шутирам. И от тука се створи една љубов. И како от 7 години јас почнах низ малата на фудбол одаме да играеме. И пораснах и станах Значи фудбалер. виновник е тоа што во малото има толку фудбалери. Да, да. Он е виновникот. Мислам, ги Многу получил на фудбалери. некој начин. Бил фудбалер Еми само, своевремено. шом толку фудболера, сите се играеле фудбал тогава. Така, така. И аз не верувам у Европа да има таква населба малечка со толку многу фудболера. Това е плеяда от футбол. Не е футболера, ритни топка. Майстора на футбола са били. И не само футболери, и ръкометари им от тук много излезли. Так, так. Ице Шарламан, Джърта Боря, Стип Цареви. Значи спорска населба. Так, так, так. Друго, Джорлеви исто тук са, все от Бабяк. Босиляно Стойлто, па Митко Босилянов, па татко му, па Кочо Янев. Значи, от всекога къща футболера е излезело от тук. А друго ще сакам да кажем за нейната генерация. Нейната генерация е била зажалена. Сега тия млади деца да са играли футбол от тия условия за време на них, аз не верувам едно дето дойде на футбол. Сами сака них, всичко е било тежко. Тежка топка. Ами сами откажа, пеш оделе до Гербили, за да одиграат напред. А за Охридка са одили со камион, прашниляви патове, прашина му камиона, па несигурни терене. Да кажем, ако победат, со камине тамаат публиката. Евон това го подстиха, ама не го кажа. От Струга, со камине се ги маяле и се разбегуват низ градо и се свекяват вонко от градо, на некоя поляна, там се събират футболери. Значи, от такви условия са и на них трябва голямо почтове на ти. Сега футбол да играеш, това е песна. И пари, и опрема, и терен с обликоване, шо нема? Ама нема. Да го включиме и внукот. Мислам дека рековте дека сте му внук. Да. По која линија? Од сестра, од брат, како? От балдъза му. Така ли? От балдъза му со внук. Така? И слушам и аз исто, нели? Водаме на футбол, али не памтам, затоа што е играло много отдавна. Да. Али аз се дивам на тоа што он е покажал и што живее со еден ентузијазам, още со таа желба, а јас го посетувам него два пати месецо. И само за футбол говориме. И кеф ме да го подсетувам, он ќе ми разкаже. Ама за кој футбол сега? Не, за него фио. Ама објаснува. А и за тај си го. Јас можах преги од Беласът па 2-0 на Пелистер у Прилеп. Так. Кажах му. Вика, шо вик тај куп? Ама кој куп? Викам, некај куп, ама тепаме. И така стално си дискутираме за футбол и за утакмици. Знам всичко. И за Манчестър, и за... Абе, за сите ги прате. Абе, сите екипи ги прате. Тенис. Абе, тенис па най-много. А за футбол си гледа телевизија, абе, шо да ти кажа? Како му беше пред 4-5 години кога Беласница не беше сега кај шо е? Не дискутираме. Не дискутираме тогава. Беше тешко Тежко беше. Как ги подсетам на лоши работи? Кога беше На убави работи да го подсетиш, да живее. Тук е битното. Това е битното. И само живе. Аз му кажам за резултат, как гледаме играта първа лига. Го носим на футбол. Го носим со академията бехме, со САСа бехме, за прославата на Беласица бехме доле. Со Благой имаме слика, со легендата. Значи все още живее спортскиот дух во него. Не. Сега, за това го тръчках ще изгледа. Чичко Ило, за кого навиваш во тенис? За тенис? Да, за кој навиваш? За тенис такото... Джокович? Човек, не. А? Не, кажи. За кого? За кой?
Федерер. Федерер, добра. Тука и Томислав Семенков, човекот кој што... Федерер бе најумилениот играч. Добро, и Надал не е лош, и Ѓоковиќ не е лош. Така, Стабилен тенисер. не си свалил като Надал. Ѓоковиќ. Добро, ајде да се вратиме на да се вратиме на фудбалот. Томислав Семенков. Работи у Федерер ги нема. Така е. Да се вратиме на фудбал. Семенков, моторетката полни 100 години, но што би можеле за него да кажете? Заврши со кариера некаде таму 54 година. Да сметаш ли дека испише една страница во историјата на фудбалскиот клуб Беласица? Кажав, прво да му честитам. Така е. Да му го честитам 100-тиот роден ден. На дедо Ило, нека ти е со срека. 100-тиот роден ден и Господа ти даде здраве до година на исто место, пак да се собереме екипата 101 година да прославиме. По тој повед, во името на фудбалскиот клуб Беласица, еве на единствениот фудбалер, тоа да кажеме во Република Македонија, поана што јас го дознав со колеги од Република Македонија 100 години нема се уште жив фудбалер. Тоа е Струмица ја има оваа чест 100 години дедо Ило. И овој поклон ти е од фудбалскиот клуб Беласица за твојот 100 годишен роден ден. Ајде повели дедо Ило. Еве ти го 100 години. Пати рака. 100 години дедо Ило Николов моторетката. Жива фудбалска легенда, што не само Струмица, туку и Македонија да се гордеа со него. Потекнува од една спортска фамилија, тоа се тројца браќа. Значи, тој е најстариот е Бокцето Николов, средниот е тој Илија и најмладиот е Гогов Васе. Они беа Гогови, па тука ги нарекува, знаеш како уште? Канџелици. Тоа се имат надимак, тоа е фамилија за почит. Така. Ајде дресо повели, нека ти е после ќе го облечиме. Повели, ајде седни дедо Ило. Томислав, испише ли моторетката историја, односно страница во историјата на фудбалскиот клуб? Не да испиша, туку тоа е жива легенда. Тоа е струмичка жива легенда. Значи, еден од подобрите фудбалери, подобрите на фудбалскиот клуб Беласица, не го вика Ило житото, не го вика Ило моторетката. Значи, овие брендови кои ги поседува тој, значи заслужува тоа. Бил е добар фудбалер, капитен на фудбалскиот клуб Беласица, во онаа генерација кога се биле прекрасни фудбалери. Играл, тука играше, вие не ви се познате, да кажеме, бракета, ќе наречам така, од оваа улица Солунска тука, има 15 фудбалери, што заедно играа. Ова куќа на Николинчето Стоилов, тука се Тралјо Мителјо и Ѓорџо Бели, таму е Цуцето Томето, Вангелов Тимо и да не ги набројам, фамилија Семенкови, моите браќа.